Добар ден, ова е најновата Телма амбуланта. Срцето е нашиот најважен орган. Кога и какви прегледи се практикуваат при здравствени тегоби што укажуваат на проблеми со срцето и дали постои препорачана возраст за рутински контроли? Ќе ни појасни доктор Маја Шушлевска-Павковска, кардиолог. Пејачката Тина Алексовска долго време живеела со вродена срцева мана. Минала низ операција на срце и хирургија на тироидната жлезда. Големи здравствени и животни предизвици, кои сепак не ја тргнале на смевката од лицето. Таа ќе ја раскаже својата лична приказна. Останете на Телма. Публиката ја препознава како харизматична и секогаш насмејана пејачка, но зад сцената се крие приказна исполнета со здравствени предизвици, храброст и истрајност. Гостинка со мене во студиото е Тина Алексовска. Тина, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден, добро ве најдов. Тина, вас гледачите ве препознаваат најчесто по настапите во скопските кафулиња, како пејачка. Да. Сте завршиле уметност? Завршив уметничко, средно уметничко, по желба на татко ми. Доби во Југославија трето место за цртање и затоа тој ме запиша во уметничко. Така, еден убав избор, но вашата желба била да бидете војно лице. Затоа што и дедо ми беше војно лице. Но таа не ви се исполнила? Никако не ме примија поради вродено стеснување на главна срцева аорта беше, нели, да. Значи имавте вродена срцева мана. Да, така сум родена. Вие диагностицира уште во детството? Значи од дете јас одев на прегледи за срцето секогаш, буквално од малечка, основна школа кога бев, и ми правеа само ЕКГ, тогаш немаше ехо. И секогаш одев на контроли на 6 месеци. Така да секогаш знаев дека имам некоја болест, да речем, или некоја диагноза на срцето. Што значеше во детство? Во детството да се има вродена срцева мана? Беше тоа некакво ограничување? Тогаш бевме Југославија, нели, различни деца од различни градови, држави. За мене беше, јас бев малку затворен тип на дете, за разлика од сега. И не смеев да вежбам физичко, значи не ме пуштаа да вежбам, само си седев во сала, додека другите сите деца трчаа, игра и се смеа, нели, се радува. А за мене нормално стално ме вика, еве оваа болната, нешто е болна. Значи децата се такви искрени, како да кажам, и сурово искрени понекогаш. Да. И сега зависно од кој човек каков е, така го погодува, значи што да кажам. Али јас се снаоѓав, ете што да правам. А имавте некакви изразени симптоми? Изразни. Едноставно ми кажуваа што треба да правам, дека не треба да трчам, дека не треба да одам, на пример, пешки на водно да се искачувам и такви некои напори да правам, и јас тоа си го почитував. Цел живот не пушам, не пијам, не се дрогирам, да речам. Значи, онака ги слушав што ми кажуваа. Затоа никош можеби не ми беше толку лошо или толку да имам нешто, некои проблеми здравствени, како да кажам. Да, така да. Кога свативте дека состојбата се влошува, дека нешто не е во ред? Имав 30 години, да речам, значи, кога прв пат нешто малку почна да ми се слушува, да ја осеќам онака некои промени, да речам. И тогаш прв пат отидов во една приватна ординација и во разговор со еден доктор ми кажа точната, значи, што ми е диагноза. Точната диагноза? Да. Но јас и тогаш не го сватив тоа така сериозно, бидејќи веќе си пеев 27 години и едноставно тоа ми даваше и среќа и волја за живот и се. И ми рекоа на 6 месеци да идам на контроли. И си продолжив да на 6 месеци, се додека не дојде короната. Кога дојде короната, ние цела фамилија никој не се вакциниравме, колку е тоа паметно, не е паметно, нека кажат другите, но ние одлучивме да не се вакцинираме, бидејќи јас во консултација со неколку доктори, едните ми викаа вакцинирај се, другите не. И јас решив не се вакцинирам и нека биде тоа како што е. Дома мајка ми беше малку со температура, некоја да речам, и се водеше како со корона, ние другите никој ништо немавме. Но потоа пешачев, бидејќи 8 месеци бев дома, не работевме ништо, секој ден одев на пешачење, секој ден си одев на вежбање, тогаш прв пат почувствував онака дека нешто ми се случува. Што почувствувавте? Почна ми се лоши, значи на стаза, додека без разлика што секој ден одев и немав никаков проблем, најнаш почна ме нема. Како да ќе се изгубам. И тука еден доктор шеташе исто, така не знам зашто е доктор, човекот исто има куче, и тој шеташе нели стално и тој ми вика да си одиш да се контролираш, абе викам корона никој не ме прима. Не, ако вика оди. И отидов кај матичната и таа ме прати кај доктор кај што никогаш не сум била на разговор. Кога отидов таму на разговор, тој малце, пошто прв пат ме гледа, нели, се збуни и ми вика, додиш право на операција.
Јас му викам, докторе, јас имам стари резултати, да си ги направите споредба. Некако не му верував дека сум за операција, без разлика што цел живот знаев дека еден ден ќе дојде за операција. Нели, но некако си викав, ајде бе, 45 години, зар сега ли ќе се оперирам? Млада сум, нели, цел живот ми викам млада си. И кога ми направи споредба со старите резултати, ми рече буквално си за на операција. Одма да одиш да се оперираш. И тоа операција на отворено срце? Баш така, да. Ве плашеше помислата од овој хируршки зафат? Читавте, истражувавте на интернет? Многу Како изгледаше тој период? Јас цел Си живот... помислувавте можеби све. Блиско е крајот? Секој нормален човек мислам дека секакви работи ќе му се вртат во главата. Јас искрено тогаш беше се правеа трансплантации на срца и тогаш беше актуелен професорот доктор Сашко Јовев. И јас, бидејќи ме интересира и тоа е мојата мака и болка и како да кажам и тага и среќа, значи пратев буквално све што прави, но никогаш не помисли дека јас баш кај него ќе се паднам на операција. Во моментот кога докторот ми каже ќе одиш на операција, обавезно да одиш на операција, јас многу користам Facebook, Instagram, TikTok, значи тоа ми е ден и ноќе сум уклучена. И во тогаш во моментот јас Никола кој работи на кардиохирургија, болничар да речам, јас го сретнав само еднаш во мојот живот. И јас си напишав на Facebook статус и тој ми пиша буквално додека седев во чекална да ги чекам резултатите. И ми вика дај ми ги резултатите Тина, дај да видиме што е проблемот. Викам сега ги чекам, ќе ти ги пратам. И јас му ги испратив и мислев дека ќе ми се јават утре заутре за 5 дена. Тој ми се јави буквално за 15 минути и ми рече професорот те чека одма да дојдеш. И така да тука јас немаше време јас да размислувам дали да или не, дали ми е страв или не знам што ќе биде. Значи едноставно ти викаат мора и веќе мора, што значи што тоа мора? Денес, утре, задутре? Одма фатив такси, нели, отидов кај професор Сашко Јоев, се сретнавме во ходник во кардиохирургија. Тој ме пречека, леле, колку си млада, ова не би требало да е така, но моите доктори ќе те прегледаат, нели? И ќе кажат, ако констатираат дека е така, значи одма ќе правиме операција. И јас му викам, докторе, јас морам ли вечерва да се хоспитализирам? И тој ми вика, па ти одлучуваш за твојот живот. Му викам, јас вечер пеам. Петок, сабота, значи барем да се поздравам со луѓето, да отпеам, ми е мерак. И тој ми вика, не знам Тина, од вечерва имаш кревет, а ти одлучуваш за твојот живот. И буквално јас така отидов на пеење, значи. На пеење? Да, си отидов на пеење, значи јас стварно онака ги сакам луѓето. Сакам да се дружам, едноставно ми требаше таа поддршка, таа сила, таа среќа, енергија, како да кажам. И буквално јас пошто пишав на Facebook, сите дојдоа, сите се испоздравивме, поклони, значи бакнежи, прегратки, буквално со сите онака се испоздравив и наредниот ден си отидов направив коронатест во кардиохирургија и ме примија нормално како што би рекла. Си имам кревет, си имам соба. И беше направена операцијата, добивте метален залисток? Да, метален механички залисток, да. Таму бев 7 дена, 3 дена бев во шок соба. Таму гледа човек секакви работи, затоа што тоа не е операција на крајници, тука е операција на срца, на нешто што е најважно и најбитно во човечкиот нели организам. Кога ме носеа луѓето на операција, некако такви целите, ни тажни, ни среќни, сакаат да ти дадат некоја насмевка, нешто да биде интересно, но сепак знаеш каде одиш. И јас стално на сите гостувања, на сите што разговори, стално им викам на сите, во тие моменти не молиш ни на мајка, не плачеш ни за татко, ни за деца, ни за само си викаш Господе, те молам да се разбудам, да помине све ова, да биде како што треба. И како викам ја операцијата не ја почувствував, да, имав страв, значи кога влегов во операциона сала, буквално како во фриждер да ме ставија, толку беше ладно унатре, но тоа е нормално или за операции такви. И толку ништо не памтам. Црна една темница и се разбудив ноќта во шок соба. Како изгледаше будењето? Будењето за мене имав, значи во уста имав железо, како не знам точно како се вика тоа, дали е тубус, дали што е, не знам. И кога се разбудив, осетив дека имам нешто метал во устата и тие како рекоа, еј, види ова се разбуди. На мајка ми рекле дека ќе се разбудам најкасно за 3 дена. И кога на мајка ми ноќте изазвала телефонот, она жената почела плаче, си рекла што е работава, дали се разбуди или ќе ми се јават за нешто лошо. Но ете, се разбуди, тоа беше првото будење и на крај пак заспав и второто будење веќе они ми го извадиле, тоа мислам дека е тубус, не знам сега точно. Го извадиле и јас знам дека многу ми се пиеше вода. 100 пати им реков вода ми ставија на газа и тука малку видов кај сум, што сум, но потоа се разбудив дури сабајлето. 3 дена значи во шок соба, за да излезеш од шок соба мора да станеш и да одиш. Значи со сите тие милион гајтани на нас, што е за
што е за срце, што е за све. Значи, можно, прво те седнуваат, те масираат, те намачкаат со секакви работи, затоа што нема шанси да станеш веднаш. Ми се слоши и ме вратија назад. Попладнето пак дојдоа, пак ме масира, пак ме праве. И значи веќе третиот ден, Дамјан, кој беше физиотерапевт таму, од едно младо дете, младо момче, ми вика, ајде, сега ќе станеш и ќе одиш до соба. И буквално јас се смеам, како Јулије Цезар, викам, со чаршавчето брзо навака. И полека, значи изодев до собата и така веќе ме префрлија во нормална соба, да речем. Значи точно 7 дена. Бев таму со разни луѓе, разни годиште, значи не е важно кој колку години има оваа болест, а и сите други на срцеви болести. Не е важно колку години имаш. Едноставно тоа е. Да. Како изгледаше кога дојдовте дома? Тоа беше многу тешко, многу страшно. Мајка ми е на трети кат живее и јас доаѓам дома и дома лифтот не работи. После 7 дена од операција. Значи буквално одев, се држев за зидот за да се качам до трети кат. И скоро одев секоја... Скопска приказна со лифтовите. Мајка ми е мирен тип на човек, не се кара толку, но ова мислам дека даде све од себе за да го пуштат лифтот. Мислам дека ден-два не работеше и тогаш тие денови одев надоле, значи нагоре пешки. Ми рекоа дека треба секој ден да се бањам и кога влегов првата вечер да се истуширам, без разлика што нели тука бев со, како да кажам, со конци со шиена само, влегов да се туширам, да се бањам и кога првпат јас ја видов раната, првпат ги видов тука две дупки што имам и денеска што беа дреновите, првпат видов дека под градите имам големи модрици, бидејќи кога се прави операцијата се отвара целата плуќа, градниот кош се отвара, се шири со тие никој штипки. Тоаш првпат јас сум гледала, нели, бидејќи ме интересираше, но првпат ги видов на себе. Тогаш мислам дека првпат онака толку многу заплакав, дури сега ми онака, и си викам, тинке, викам и сега како си немажена, остана скрос немажен. Нели нити дечко ќе најдеш, нити маж, нити љубов, нити ништо. Значи тоа беше најтешкиот момент. Да, бидејќи нели секоја жена, да речем, секоја девојка, секој си наоѓа некои мани, јас до сега не си наоѓав некои мани, бев и слаба и дебела, варирав со тежините и така. Но ова ми беше, без разлика што бев спремна, без разлика што претходно тироидната ја оперирав целосно, значи овој рез некако ми беше, и се уште ми е од овде до овде, што се вика. И некако ми беше многу стресно, да кажам, не знам. Можеби тоаш првпат сватив што преживеав и што сум жива. Нели? И така некако. Но ете, спиев со мајка ми, не смеев да станувам, да се подпирам вака со рацете, морав да станам вака да се држам со рацете, за да станам, за да легнам. Бидејќи пиев апчиња за мокрење, морав да станувам многу често. Значи тоа буквално цела 100 пати у ноќта, 100 пати у денот. И, но ете, таков тип сум, таков човек. Значи за крепнувањето е вистински предизвик. Да, сакам да кажам, за плуќата да се отвори едни пластични. Те ми ги дадоа уште во шок соба. Јас викам, леле мајко, за толку ми работеше мозокот. Викам, ова со топчиња, што се дува? Едното на сите ни го даваат истото. Кога дојдов дома, кога ми го дадоа, ми рекоа, ти ова ти е успомен од кардиохирургија. Гледам одоздола пишува Тина. Викам, добро е. Лична била. Била само за мене. Значи тоа треба и да се дува топчињата и да се физиотерапија. Да, и буквално со тоа се отвора плуќата за да можеш да зборуваш, да дишеш. Како изгледаше тоа? Вела дека е исто така тешко првите денови после операцијата. Првиот пат кога јас викам, ајте, кога ми го дадоа, нели жива онака насмеана и ми го дадоа, дувам, тие не мрдат. Викам, мајко, онака тогаш ми дојде страшно, што да кажам. И буквално им се јавов и им пишав колку јас треба ова често да го правам. И колку често требаш? Почна вика догоре да одат. Викам, така ли е, па јас си го земав како домашна задача и нонстоп, значи, вежбав. Со тоа работев и после 3 месеци ми беше првото искачање. Бев на музика кај Боби Павловски, скришно. Мајка ми да не знае, иако мајка ми свати дека ќе одиме негде на музика. И буквално застанав и пеевме Југословенка заедно. Успеавте да отпеете песна? Да, 3 месеца после операцијата. Јас пеам 27 години, ова ми беше прв пат у мој живот да се тресам. Не да се тресам од тоа него дали јас ова ќе можам, дали ќе го испеам, дали ќе ми искочи гласот, дали ќе сгрешам, па после си викам, па шо ми е гајле па. И една девојка аз додека почнам пеам и таа ми дојде ден денеска, не знам која е, и рече, ти не оперираше срце? Пред 3 месеци, 4, и викам, да. Како пееш вака? И така да, ете. Како реагира лекарите? Кога им кажавте дека сте
лекарите, целото тоа мое у болница одење и поминување, све они стално ми вика, јас стално им викав што треба, како треба, колку треба. Но што ми вика, ти како се чувствуваш? Така прави. Бидејќи беше корона, завршуваше короната, например, не работеше во Охрид за рехабилитација, кај што е хотелот или болница или што е тоа, не знам. И фактички јас не отидов никаде на рехабилитација. Нити отидов на психијатар, нити отидов на нешто со некого да разговараш за све тоа што таму го доживуваш у болница. Например, една ноќ мислев дека срцето не ми чука. Сега ми е многу смешно, тогаш јас се утепав од плачење. Значи, како што сум се мрднала, тоа компјутерот што беше до мене, кој што цело време чука, се исклучил. Ама сега јас не сум оперирана, а другите жени што не се оперирани, ни една не ми рече, абе чекај, седиш, жива си, него јас седнав и викам, не ми чука срцето. И таква у паника, станав полека под зидот, отидов до една првата соба што дојде, ја отвори вратата и таму беа неколку доктори. И викам, не ми чука срцето. А они ми викаат, види, не ми чука срцето. Сега јас во моментот укапирав дека зборувам глупости, нели? Момент, на шок, на таков тип на операција. Тие се тешки моменти, ако си некој смирен човек, ако си некој депресивен човек, ако, не знам како да кажам, јас цел живот сум така борец, да речам, зашо било? И све гледам да поминам смешно, интересно, од некоја ситница. То бидувате нештата од светлата страна да ги гледате. Да, така, стално. Вела дека тоа е многу важно. Позитивниот став, дека влие врз побрзото опоравување за крепнување. Споминавте дека на операцијата на срце предходеше уште една сериозна хируршка интервенција, сосема ви од страната тироидната жлезда. Пред 6 години бев на одмор во Грција и таму, разговарајќи со една господја која лежеше на плажа и не знам се ми го погали кучето, а кај работите? Работам во Жан Митрев, сум кардиолог. Викам, јас имам ова и ова. И она вика, ајде дојди јас да те видам кога ќе заврши одморот. Отидов на преглед во Жан Митрев и таа ми вика, тироидната некогаш дали си ја прегледала? Викам, не никогаш. Жената кога ме погледна рече, имаш многу цисти. Ова мора да го пратиме. И јас едно време почувствував дека овде ми паѓа косата, дека ми е сува кожата, но све си мислев дека е тоа од што работев денски, поодев ноќе на пеење и све мислев дека ми е тоа од стрес и такви работи. Но можеби било и од ова, значи што имав цисти на тироидната. И јас ги следев, не знам, можда 2-3 години и тоа најнаш ми стана огромно како топка цела. Буквално ми се приметуваше и кога одев да пеам и кога нормално движам, тука ми се познаваше цела топка која носто правев биопсии, прегледи и дојдов до еден ден кога докторот ми рече, ајде да извадиме целосно и доста више правиме биопсии, да се реши работата и готово. Но вие сте пејачка, пеете редовно, а ова операција носи ризик од оштетување на така, точно, гласните жици. Стравувавте? Да, никого не познав. Значи, до тогаш во државна болница јас никого не познав. И морам да спомнам Бранкица, која сега ми е и кума, значи, од која се омажив. Бранкица ми беше, на музика ми доаѓаше многу често. И јас викам, што ретко прашувам кој каде работи, но ете така сакал Господ да речам. И викам, ти кај работиш, ма? Буквално така у играње, у пеење. И она вика, да не ти даде Господ да дојдеш ке мене. Но кога појдов во државна болница да барам каде ќе правам јас таа операција, дали ќе правам на торакална хирургија, дали ќе правам во уво носи грло, значи не знаев каде, право буквално налетав на незе. И она ми вика, каде ма ти? Викам, имам ова и ова. И вика, ти си за кај мене, ќе те запознам со Джиковски докторот. Ајде, викам, тогаш докторот Джиковски беше млад, да речам, доктор, и пред 6 години, значи, и сите ми вика, бе, како ти пееш, ќе одиш кај некој што, не е толку славен, нема толку големо име. Јас викам, јас бев на разговор, седнав со докторот, ми делуваше многу смирен. Ви остави добар впечаток? Да, му кажав точно што имам две диагнози за со срцето, ми влеа некоја надеж, да речам, и едноставно ми рече ќе донесам и кардиолог на операцијата, значи да не се секира за ништо, се ќе биде добро. И како помена операцијата? Операцијата, значи, е 40 минути, да речам, како е вадење крајници, толку е брза, но за мене доле во шок соба бев подолго време, баш заради срцето, да видат како ќе реагира. И јас кога прозборев веднаш, викам, леле, добро е. Добро е, да. Да. Добро. Иако имаше со мене, например, во собота една господја од Струмица што беше, например, она немаше веќе воопшто глас. Многу малку. И до ден денесете сме у контакт со нејзината ќерка, она се уште 6 години не е пуштен гласот. Но јас мислам дека тоа све зависи, како што ми кажа доктор Джиковски, дека све зависи каде се наоѓа проблемот. Дали е блиску до гласните жици, дали е
до кранопроводот, дали е до некој. Значи не е само до докторот или до не знам како ќе речат да биде славен докторот. Не мора да е славен докторот. Сега имате лузна од тироидната, таа е таа. Да. Ова. Втората лузна Ова е срцето, да. едната е вертикална, другата е хоризонтална. Да, буквата Т. Ма не ги криете. Еве дојдовте со фустан кој што има V-израз. Јас сум секогаш Слободно вака. зборувате за тоа. Така. А што е со внатрешните лузни? Сепак сето ова остава некакви трајки. Многу. Значи јас слободно си одам вака и дури жени што ќе ги сретнам и викам што тироидна оперираше, дај вам извадија таа марамата. Буквално така им правам и им викам значи тоа си е наше и тоа не треба да се крие. Значи воопшто ние ова не сме го префатиле од некого или не знам, едноставно така сме родени и тоа е тоа. Тоа не може ние да го смениме. Внатрешните, па затоа реков, сега сум во Германија и таму на пример има разговор со психолог, педагог и што знам јас таму. А тука јас со никого немам разговарано за ништо. Значи едноставно сама све што пишам на Facebook, све што пишам на тие некои групи кои се на Facebook, во разговор со луѓе што сретнувам константно во животов. Давате совети и за тироидната жлезда. И давам жлезда. и примам совети. Да. Значи едноставно така функционирам од кога оперирав 6 години на тироидната и 3 години со срцето. Све што ќе ми кажете добродојдено, све што ќе кажаме добродојдено и убаво прифатено. Така, што да кажам, не се спие ноќе, морам да им признам вака на гледачите, не се спие ноќе. Ова што е металот го слушам дење ноќе. Не знам тоа да не сум кажала, значи буквално како саатче да имам цик 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 цик, значи така прави. Јас овој рез дури го отворив, наведнувајќи се да врзам патики и во моментот кога се наведнав, тоа ми престана. Толку ме фати паника, кога се исправив продолжи да чука. Значи јас тоа го слушам дење ноќе 3 години. Кога ќе си легнам ноќе, тоа е толку гласно. Јас мислам дека е гласно. И значи ако се свртам лево чука, ако се свртам десно не чука или не знам како, некоја поза ако фатам. И тоа ми е мене све стресно. Све си викам, ми чука ли срцето, нели ми чука срцето. Но значи притисокот е тука. Да. Контроли редовни потребно да правите? Да. Сега веќе одам еднаш годишно на контроли за срцето, но одам на многу чести контроли и на ова треба секој да го знае, значи да кажам, кога се прави една ваква операција, значи на срцето, многу е важно каква ќе биде крвта. ИНР се вика, тоа згрчување или разредување на крвта. Значи мора крвта да биде од 2,5 до 3,5 ретка да речам, поретка. Примате лекови за тоа? Да, и тоа ќе примам доживотно. И тоа е многу важно да немаат тромб да не ги удри, да не добиваат крварење, да не имаат такви некои проблеми. Значи тоа е дури многу поважно од сега све ова што е веќе завршено и веќе добро за здравува. Али овие контроли за крвта одев на 3 дена, па на 6 дена, па сега на 2 недели, на 4 недели, додека не се погоди на терапија која што треба да биде. После сите здравствени битки, животот ви подари нешто преубаво, љубов. Да. Вашиот сопруг како го запознавте? Колку време после операцијата на срце? Јас го знам него од деца, но животот, тоаш беше Југославија, нели животот секој го носи на различни места. Тој отишол во Англија, нели за подобар живот, па потоа и во Германија, каде што сме сега. А јас нели во Скопје и истата оваа бранкица што ми помогна за тироидната, значи жлезда, да ја оперирам и што ми е сега кума, она ми вика ќе дојдеш да ми пееш свадба, викам добро ќе дојдам и викам морам да те запознам со еден дечко во Германија е, баш е како тебе насмеан, не знам ваков таков, викам бајде беге каков дечко жити мајка. Кој мене сега ќе ме гледа, не сакам, ни случајно. Буквално после 7 месеци беше тоа. Он ми пиша на Facebook, јас кога го видов ми текна кој е. Но сега ми беше страв, стварно ми беше страв, не знаев што да правам. Нити со терапиите, тука што идам со животот, нити па со таму све што ме чека неизвестно, со нови доктори, со нов живот, со неговите деца, со све што ќе биде. Но си реков, Тинке, ти го оперираше срцето, па сега за ова ли една порака ли не ќеш да пишеш на човекот? Врати му, значи културно е да вратиш. И јас вратив порака, значи на Facebook, на Messenger, ни трена муабетот како ние се знаевме цел живот, имавме здраво, но никогаш не сме имале нешто повеќе муабет. И пишувавме еден месец, значи од 7 месеци од операцијата на срцето, еден месец пишувавме на Messenger и он ми вика јас ќе дојдам, па ако има хемија ќе видиме. Викам ајде дојди во ред. И дојде еден месец беа тука. И потоа вика, а да си дојдеш ти у Германија да видиш, па барем дали ти се свига или не, да знаеш што ќе правиш. Дали, не сме сега ние деца 25 години, па сега ќе си го трошиме времето и животот. Дојди, вика, види. И со моите деца како ќе ти биде, и ти како ќе се снајдеш, дали ќе се свија тој живот таму е помирено, таму нема ништо како Скопје. И јас викам, па ќе дојдам бе, ајде, ќе одедам. И така, зашто да не? Сега сте во Германија. Си тргнавме таму и беше окей. Како изгледа таму контролите?
Па контролите. Здравствени? Све е различно, од на луѓето карактерот, од, значи, зборам како пациенти, до докторите, до све. Јас сум во една ординација каде што има 4-5 доктора, да речам, се вади крв, се прави ЕКГ, има таму све. Многу се смирени, си чекаш ред, мора да чекаш вака разделени од другиот човек. Доаѓаш на информации, значи на бирото, тие ти кажуваат ке чекаш во собата за чекање. Таму чекаш, па ќе те викне докторот. Значи докторот доаѓа да те викне. Не е како во Македонија доктор да си седи у фотелја, да ја чека, зајста да не кажам, да си збори на телефон или знам што. Буквално докторот искача до пред врата, до чекална, Тина Алексовска, јас, ајде, повелете во таа и таа соба. Но разговорот трае 10 минути, да речем, нема какви не ни 10 минути, 5 минути. Тие све знаат, значи јас кога дојдов со преведено све на германски, што све имам диагнози, што ми е. И буквално знаеа веќе што очекуваат и кој ќе им влезе нели во Значи јазикот не е бариера за да се разберете. Па учам јазик, што да правам? Малце англиски, малце германски. И ете, значи се снаоѓам, што да кажам. Али во главном различно е. Различно е. Ние сме тука нетрпеливи, сакаме докторот одма да не прими, денеска да знаеме диагноза, денеска да решиме. Таму не, ќе си чекаш 3 месеци за ова, ќе си чекаш докторот да те прими. Не можеш да одиш кај матичниот како јас денеска, топ на врата кај матичната. Значи не е онака како што се замислува. Не е така како што, да. Ако толку имаш проблем, тогаш ќе одиш на хитно, ургентно или како се вика. Така. Да, а инаку вака да одиш секој ден кога ќе ти текне, нема шанси. Ти на музиката ви беше терапија? Дали си уште вие? Секојаш ми е и ден-денес ми е. Ние сме сега во Делменхор, значи тоа е 20 минути од Бремен, кој е поголем град. Таму си најдов буквално цела бивша Југославија колеги музичари кои живеат таму, работат, можеби по 35 години се таму, Нона, Реба и така да е. И ние се најдовме таму и имавме 2 свирки, пеевме, работевме. Едноставно тоа ми дава многу голема среќа кога луѓето се расположени, срекни. Јас сум уште порасположена. Значи песмата е лек. Дали е тажна, дали е весела, дали е бавна, спора, значи тоа не марска. Што би им препорачале на сите оние кои што се соочени со еден здравствен предизвик како вашиот, очекуваат операција, има диагноза која што сметаат дека им го променила животот, се плашат од болеста? Така. За овие 3 години, значи јас имам и луѓе кои починаа и има слични операции како моите и така. Значи секогаш се трудев максимално онака да ги расположам. Дори им снимав и клипчиња, им пеев и така натака и така натака. Значи секој еден човек, еве во моментов имаме блиска една на мајка ми пријателка која е оперирана слично нешто на моето. Она е помирна жена, потивка. Јас стално ја викам, бе стани, мрдни се, ајде, размрдај се. Значи мораш сам човек да си дава волја. Секој од страна може да ти кажува што сака. Сега јас не можам да кажувам приказни нели и да не знам, но сам треба од себе да си почнеш. Ако сам себе не се бодриш и не си речеш денеска ќе станам, ќе правам ова, ќе правам она, џабе е све. Џабе што ќе ти каже доктор, џабе што ќе ти кажат комшиите, на телевизија што ќе гледаш, на YouTube и не знам што. Едноставно мораш сам да си даваш волја за било која болест, за било која диагноза. Си подпевнувате по дома? Ностоп. Си подпевнувам секаде, у дуќан, у лифт. Ки ми отрод лифтот, јас си пеам на огледалото. Значи... Па, ајде и на крајот од денешниот разговор да им отпеете еден рефрен на нашите гледачи. Вака. Јас пеам забавна музика најмногу, но еве почнав и народно. И сакам еве Росана пеачката, Маријана и Росана, да ја поздравам Росана. Бидејќи Росана имам сретното 3-4 пати во мојот живот. Значи не сме ние другарки и пријателки, но едноставно жената троши многу време на мене, ми посветува внимание и секогаш ме бодри, секогаш ми пишува пораки. И мене тоа многу ми значи. Како што сум можеби јас за некој обичен човек звезда, така е таа за мене цел живот мој била звезда, значи и она и сестри. Па да отпеам, ај признавам, не можам без тебе. Ајде, може. Со тај отворивме и свадбата наша. И ќе го заокружиме ова денешно интервју. Да. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. Подобро уби ме, но не оставај ме. Признавам, не можам без тебе, не можам без тебе. Подобро уби ме, но не оставај ме.
Ти благодарам многу Тина и за гостувањето и што ни ја префрли оваа позитивна енергија и покрај тоа што зборувавме за една сериозна и тешка тема. Благодарам. Се во животот е сериозно и за се треба храброст, сила и не знам, едноставно да се, како да кажам, позитивно да се гледат на работите. Така. Да. Мора. Секогаш се гледа на светлата страна на животот. Така. Ви благодарам уште на за гостувањето. Благодарам на вас. А сега преминуваме на стручниот дел од емисијата, кога, како и зошто е потребен преглед на срце. Гостинка во студиото ни е доктор Маја Шушлевска-Павковска, кардиолог од ПЗУ доктор Маја Шушлевска. Докторке, добар ден, добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден, ви благодарам за поканата. При рутинските систематски прегледи или пак кога имаме некаква здравствена тегоба при што постои сомнеш дека срцето е засегнато, најнапред се прави ЕКГ. Што покажува тој преглед? ЕКГ-то е всушност снимка на срцевата струја. Срцевата струја му претходи на моментот на физиолошката контракција на срцето. Значи, прво треба таа да се генерира, да се спроведе низ структурите на срцето, предкоморите и коморите, а потоа мускулот и на предкоморите и на коморите да се контрахира. Таа има своја логика, редослед, значи се состои од акцијски потенцијал и потенцијална реполаризација и всушност укажува на појава на блокови, на проширување на предкоморите, на проширување на коморите, ритми, нели, одредени состојби, а исто така нели кај коронарната болест е многу специфична. Значи всушност ЕКГ-то ни е диагностичко, едно од модалитетите кои се диагностички, за да знаеме дали всушност се случува запушување на крвните садови. Значи многу важни елементи запознаваме од ЕКГ-то. ЕКГ-то ни е еден вид на насочувач, нели, не ориентира дали можеме релаксирано да се однесуваме спрема пациентот, дали детето, возрастниот, младиот човек и така натака, или треба да превземеме нешто. Но тоа е најчесто и секогаш со претходна анамнеза и јас многу ја ценам слушалката како инструмент во општата медицина и во кардиологијата, бидејќи начинот на кој што работи срцето при тие контракции потребно е да се генерираат тонови, да се слушнат. Да се слушнат тонови кои треба да нели срцето ги создава, ние ги слушаме и во зависност од квалитетот на тие тонови и присуство на шумови помеѓу тие тонови, во комбинација со ЕКГ ние веќе можеме да зборуваме за друго ниво, дали треба понатака да продолжи, дали нешто се случува со срцето или се е во ред. Докторке, а дали само врз основа на обично ЕКГ можете да кажете точно што се случува со срцето? Или се потребни и дополнителни? Не можеме да кажеме бидејќи ЕКГ е всушност снимката на струјата. Меѓутоа таа е комплементарна со ехото и другите имиджинг методи, методи на визуализација на срцето, бидејќи не може секогаш да ги прецизно препознае одредени патолошки состојби кои понекогаш се наоѓаат во некаква компензирана развојна фаза и се уште не се фенотипски го нарекуваме тоа експресирале целосно, така да можеме да имаме една дилатативна кардиомиопатија во рана фаза, значи проширен срцев мускул, делевата комора е проширена, а тоа во дадени ситуации да биде нормално, да се прикаже на ЕКГ. Тоа како еден типичен пример, да речеме. Исто така се мери крвниот притисок. Дали тоа основен преглед кога станува збор за проверка на здравјето на срцето? Да. Притисокот, всушност крвниот притисок е една физичка величина која што покажува во какви околности срцето работи и таа мора да биде стандардизирана. Значи низок или висок притисок, особено кога е поизразен, изразено различен од она што е нормално, ни укажува некаква абнормалност. Како е по експлицитен пример да наведам дека кај младите луѓе до 30 години не треба да се појави покачен крвен притисок и тој го поврзуваме со некакви други секундарни причини кои го активираат кардиоваскуларниот систем, па ние не бараме проблем во балансот помеѓу симпатикусот, нели, кој ги стегнува крвните садови па го тера срцето да работи појако, туку сакаме да генерализираме надбубрежните жлезди, бубрежните артерии, бидејќи бубрезите заедно со срцето учествуваат во регулирање на тој крвен притисок. Значи, крвниот притисок е еден механички стрес кој што физиолошки нормално стрес, која доколку е во ексцес, доколку е во вишок, го оптеретува срцето. И треба да се утврди кои се причините кај дадена популација доведуваат. Идеално е да биде под 120 со 80, нормален и 90 со 60. Имаме организми кои се прилагодени на тој притисок, а од минатата година, нели, Сдруженијето на кардиолози кој ги генерира и ги дисеминира
упатствата за работење, нели, го прогласи крвниот притисок над 130 со 80 за покачена предфаза од хипертензијата. Така што притисок над 130 веќе не е идеален и потребно е поблиску да го мониторираме пациентот дали ќе успее да го задржи притисокот во тие рамки или не. И кога ќе го комбинираме со други тестови, методи, ехокардиографски параметри, можеме да кажеме дали ако има и други дополнителни ризици, потребно да воведеме терапија. А што може да открие ехо прегледот, што не можете вие да го видите, например, на обично ЕКГ? Како што реков, комплементарно е ЕКГ-то, значи се надополнува со ехото. Ехото ги визуализира предкоморите, коморите, сите срцеви структури, почетните сегменти на аортата, пулмоналната артерија, значи ни дава слика. Представува визуализациона метода, меѓутоа и мери динамски параметри, како срцето работи и кои се тие притисоци кои што тоа ги развива, кои треба да бидат стандардни. Значи, потребно е да има одредени брзини на движење на крвта, нели време траење на тие периоди на истиснување или наполнење на левата комора и така натака. Така што можно е да ја промаши, да кажеме, ЕКГ-то пред комората или големината на левата комора, или како што кажав, може да имаме нормално време траење на тој дел од ЕКГ-то кој QRS комплекс го нарекуваме, кога патува импулсот на струјата помеѓу меѓу коморите, значи поминале пред коморите и низ коморите патува и можно е да имаме здебелување на мускулата да го промаши. Значи не е секогаш сензитивна. Обично е во склад, меѓутоа не е секогаш сензитивна таа метода. Значи може да има некаков проблем кој се развива, а ЕКГ-то да не го покажува, а ехото да го покажува. Значи ехото е метода која во најголем број на случаеви ни помага да поставиме диагноза или пак доколку имаме повторно нејасноти, например, имаме некој млад човек кој нема покачен крвен притисок, има намалена систолна функција, значи димензијата на срцето кога се контрахира е поголема од она што треба, што укажува на намалување на контрактилноста. Не знаеме, немал покачен крвен притисок, немал вирус, не се сомневаме за миокардит, немаме нели во анамнезата некои показатели, во тој случај сакаме да дознаеме повеќе информации за квалитетот на мускулот и тогаш можеме да направиме и стрес тест, динамско испитување и магнетна резонанца. Значи, ехото е основата која во најголем, нели да не се изразувам сега арбитрарно во проценти, меѓутоа ни дава една сериозна основа информација што се случува со срцевиот мускул. Го споминавте стрес тестот, односно тестот со оптоварување. Колку често се применува? Дали е неопходен? Во светот многу често се применува и не само стрес тестот, туку и ергоспирометријата и стрес ехокардиографијата. Зошто е многу важен стрес тестот, бидејќи го става организмот во други услови, значи во динамски услови, кога е потребно да се развие една синхронија помеѓу нашата мускулатура, скелетниот систем, меѓу мускулите, колку се тие развиени и тренирани, белите дробови и срцето. Срцето е всушност во спрега со останатите органи и потребно да обави таа работа која му ја задаваат мускулите. Значи, само да појасниме, дека стрес тестот е тест кој што се прави при физичка активност. Физичка активност може да се направи. Каква активност обично прави пациентот додека се мери неговиот? Оди на лента или пак оди на ергоспирометрија. Добро. Односно оди на ергометар на бицикл. Или вози вози велосипед, меѓутоа е прикачен со електроди на монитор и се мониторира всушност срцевата струја. Во стрес ехокардиографијата може симултано да се прави и ехокардиографија или доколку се направи стрес тест, бидејќи не е изводливо додека оди на трака, пациентот непосредно под тестот многу брзо во рамки на пола минута или минута да легне и да се обави ехокардиографија. А може да се направи фармацевски, значи да се аплицираат фармацевтици во текот на ехокардиографијата и да се направи добутамин стрес ехокардиографија или со други агенси кои што ги шират крвните садови на срцето и всушност како и на физиолошкиот стресор, возењето на бицикл или на трака, целта на овие динамски испитувања е да предизвика засилување на работата на срцето, кое што се манифестира со зголемување на притисокот, зголемување на контрактилитетот и ширење на крвните садови. Тоа ширење на срцевите крвни садови, бидејќи тоа самото нели поинтензивно треба да се напојува, се анализира за време на тестот на ЕКГ, потребно е да се запази нормалноста практично, доколку има запушување, тоа се евидентира на ЕКГ-то како промени во тие есте сегмент елементи.
додека на ехо се манифестира со испади во кинетика. Значи се забележуваат зони на срцето кои не контрахираат, не се движат како што не се здебелуваат и не се движат како што би требало. Да. Нели како останатите сегменти. Меѓутоа морам да кажам дека комбинираните методи се многу важни и не само стрес екокардиографија, туку и сцинтиграфија, па сега во поново време и стрес КТ коронарографија и стрес магнетна резонанца, МРА на срцето. Значи, поентата нели е да акцентираме колку е важно срцето да работи забрзано, бидејќи тогаш ги разоткрива своите проблеми, кои во мирување се губат или се може да не се забележат. Да, стануваат неприметливи, затоа сакаме да го размрдаме всушност срцето. На стрес тестот како најконвенционална, класична, најексплоатирана всушност метода, може да се каже дека постои ние го нарекуваме сензитивност и специфичност, колку ќе ги погоди позитивните случаи кои имаат проблеми и колку од нив се навистина на коронарна болест. Тука не е толку прецизен стрес тестот, се надополнува со стрес екокардиографија и со перфузионата сцинтиграфија. Така што убаво е да се комбинира и еве можам да кажам некои примери од мојата пракса, каде што стрес тестот е позитивен, а на ехо пациентот е добар. Значи нема потреба да прави коронарографија, но и обратно. Тестот не покажува, а ехото покажува. Така што потребно е да бидеме отворени кон дијагностиката, дека се и нетипични случаеви можни и всушност и постои објаснување зашто е тоа така, доколку пациентот има проблем со некој залисток кој не е толку голем за да пациентот оди нели на операција, меѓутоа е компензирана некаква состојба со пролапс на митрален залисток или аортна регургитација кога аортниот залисток не задвара, тоа прави адаптација на срцевиот мускул која што на ЕКГ-то на стрес тестот може да симулира запушување на стеснување на крвните садови на срцето. Понекогаш кај пациентите има потреба да се видат срцето и крвните садови од внатре со помош на коронарографијата. Дали е тоа преглед кој што се практикува често или пак само во одредени ситуации се препорачува? Секако дека во одредени ситуации, бидејќи коронарографијата е инвазивна метода, се влегува со катетер во крвните садови, нели во артерискиот систем, преку аортата и преку радијалната артерија па во аортата и се мапираат, се наоѓаат излезиштата на коронарките, се бризгува контраст и се отчитува патот на тој контраст на крвта, односно на контрастот преку крвта. Зошто е важно нели да не се прави веднаш коронарографија, бидејќи физиологијата на крвните садови на срцето, коронарните артерии кои што се големи крвни садови, како што гледаме на скринот, нели тие се водичите, главните крвни садови, меѓутоа тие се разбиваат се гранат многу пати со помал калибар крвни садови, најмалите 200 микрометри, помалите уште помали 10 микрометри капилари. Тие имаат огромна улога, огромен капацитет да се шират, да се стеснуваат и да се шират по потреба, нели по налог кога срцето работи. Па може да се случи еден пациент кој што на стрес тест има нормален одговор, еве вака можам да го презентирам, полесно ми е нели практично, може да има стеснување од 50% на еден од главните крвни садови, но тој не треба да се шири, да се стентира, или не треба да се реваскуларизира, не треба да се интервенира, бидејќи спрегата со малите крвни садови е функционална. Нема заболување на малите крвни садови, тие обезбедуваат адекватен проток и доколку се интервенира, всушност ќе се изложи на опасност пациентот од компликација, тој стент, а реално нема потреба. Меѓутоа, доколку е голема таа стеноза и имаме типична градна болка или тестот е убедливо позитивен, се манифестираат сите тие елементи дека страда мускулот, не се контрахира како што треба на даден напор, во тој случај е неопходна коронарографија да го отвори оној дел, обично над 70%, и во нови услови се мерат тие протоци. Нели притисоците и протоците има одредени коефициенти кои треба да се запазнат, кои ќе укажат дека протокот е намален и потребно да се отвори крвниот сад. Значи во такви случаеви кога има стеноза која го лимитира протокот и предизвикува симптоми, или да нема симптоми, предизвикува страдање, бидејќи кај некои луѓе не функционираат тие сигнали, ако се диабетичари, се невропати и така натака повозрасни. Во такви случаи потребно е да се направи интервенција. Некои луѓе велат дека срцето им прерипува во градите, имаат аритмија. Дали кај нив е неопходно да се стави холтер? Каков преглед се препорачува? Секако дека не за секој прерипување, нели ставаме холтер и еве повторно од мојата пракса повремено ми кажуваат пациентите, чувствувам како ми игра срцето, колку е тоа често, дали е секојдневно, дали е во неделата, не поретко е, во тој случај
сваќаме дека се работи за некоја физиолошка манифестација. Такви прескокнувања најчесто се бенигни, меѓутоа даден ентитет или пациент кој има долгогодишна хипертензија, пушач, ги има оние ризик фактори, возраст, со возраста тие прескокнувања се зачестени. Значи, кога следиме одредени алгоритми, кога бараме логика да не тие прескокнувања се поврзани со некаква патолошка состојба, во тој случај е потребно да се направи ЕКГ и ехо и холтер, за да може да се направи слика дали тие екстрасистоли, односно прескоци, се поврзани со одредена патологија и треба да се санираат. Зошто? Бидејќи може да укажуваат на кардиомиопатија и треба да се третираат, бидејќи присуството на прескоците може да ја влошува работата на срцето и да ја шири левата комуна, значи да ја влошува кардиомиопатијата. Доколку се работи за асоцираност, поврзано со некаков проблем со залисток, значи да се види во каква состојба е залистокот, дали околностите треба диуретик да вклучиме, бета-блокатор или специфичен антиаритмик, бидејќи може да доведат и до одредени вентрикуларни аритмии кои може да бидат проблематични, ги нарекуваме малигни аритмии. Меѓутоа, доколку се работи за не толку чести прескоци, нели, кои не го нарушуваат секојдневието, се поврзани особено со стресни ситуации, неспиење, замор, кофеин и така натака, тие се резултат обично на зголемен автоматизам во работата на срцето и не укажуваат, рефлектираат основната состојба. Обично колку време се носи холтерот? 24 часа, меѓутоа постојат, сега морам да дополнам, еден пациент веќе носи таква лента која што снима еден канал и го се мониторира. Можам да кажам пофални зборови за електроинженерите од нашата држава, дека како што разбра се единствени во свет кои имаат софтвер кој прави анализа 7 дена и кој овој пациент утврдија присуство на атриална фибрилација. Значи со далечински мониторинг. Така што постојат устови за нели телеметрија, далечинско мониторирање кај оние пациенти кои се 24 часовно не можеме да утврдиме дека има некаков, обичајно 24 или 48 часа. А постои ли тест со кој што може да се утврди ризикот за запушување на крвните садови пред да се појават симптоми? Освен овие визуализациони методи и нели динамското испитување со стрес тестот, некаков лабораториски тест, ако мислите на тоа, не постои. А што е со калциум скорингот? Калциум скорингот всушност ги детектира калциумските депозити, наслагите на калциум кои не се случуваат во целото тело. Или и тоа да го кажеме дека вообичаено кога ќе кажеме калциум, парат хормонот, метаболизмот на калциум, калцификати, кога гледам на крвните садови, му кажам на пациентите дека треба да се види таа ендокринолошка паратироидна калциум витамин D спрега, бубрез исто така бидејќи учествуваат во цели. Тие ме прашуваат, јас имам калциум во рамото. Че калциумот е сигнал на се таложи во состојба на инфламација. Значи, повредата на мускулите, фудбалери, спортисти и така натака, доколку имаат некаков пат, удар, можат на тоа место кај што имало траума, микрокрварење, да кажем, или макрокрварење, се таложи калциум. Така и во крвните садови се таложи калциум, и во срцето се таложи калциум. Со ехото гледаме многу често калциум на прстенот, на абротниот залисток, на ливчињата на ортата, кај едниот од листовите на митралниот залисток, тоа се дегенеративни промени. Калциум скорингот мери колку калциум во целина во срцето е наталожен. И се таложи и во крвните садови со возраста кај пушачи, нели таа популација кај која повеќе очекуваме калциум. Меѓутоа, вкупниот калциум може да биде зголемен од стенозата на аортата, а да бидат чисти крвните садови. Значи, немаме тука запушување, стеснување на коронарки, тука имаме валвуларна болест или на митралниот. Оттаму калциум скорингот има висока сензитивност, меѓутоа ниска специфичност, значи во однос на коронарната болест. Не може ни даде информација дали крвните садови имаат стеноза која треба да се интервенира, да се стави стент или да се оди на бајпас. Туку ни кажува дека вкупното ниво на калциум е повисоко. Сепак тоа корелира со некаков повисок ризик, меѓутоа сепак јас го преферирам, да речеме, стрес тестот, бидејќи дава многу резерва, не само за запушувањето, на што кажав, крвните садови се шират, туку и за капацитетот на мускулот и на срцето. Таа кардиореспираторна резерва е многу важна и прогностички исто така важна. Ни укажува дека оној пациент кој може што може повеќе да изоди на лента или на ергобицикл, значи има подобра прогноза, за разлика од пациентите кои не постигнуваат адекватен степен оптеретување. Знаеме дека дел од кардиолошките прегледи се лабораториските анализи на мастите во крвта, на холестеролот, на триглицеридите, сето тоа укажува на состојбата на крвните садови, на општото здравје. Уште некој тест
сметате дека е лабораториски Да, неопходно да се сите го направи? знаеме, нели, LDL-от, Добро. бидејќи е високо оксидативен. Морам да напоменам дека последните десетина години се укажува, особено на актуелниот конгрес во Мадрид оваа година на Европското здружение на кардиолози, имаше доста теми за ЛП-малоа, исто така маркер, тоа е молекула слична на ЛДЛ, лошиот холестерол, со исто така висок оксидативен потенцијал, нели, внатре кога ќе влезе во крвните садови предизвикува воспаление, иритација и едем и плаки, меѓутоа е генетски е предизвикан, треба да помислиме кај оние луѓе како има прематурна семено наследство, прематурна коронарна болест, кај мажи на возраст 40-50, жени до 60 години и хомоцистеин. Исто така, многу важен, значи хомоцистеинот е всушност метаболит, колатерален бајпродукт на аминокиселината цистин, најчесто е генетски дефекти, хипотиреоза, одредени лекови, нели лекови кои влијаат во синтезата на црниот дроб, бубрежна болест и така натака, се почесто и почесто го ординирам во пракса и можам да кажам дека гранични па и лесно покачени вредности наоѓам се почесто. Да, и висок внес на продукти од животинско потекло може да го јајца, месо, од различни типови и така натака. И сосема накратко, сметате ли дека може современата технологија да помогне во следењето на здравјето на срцето? Се повеќе луѓе носат паметни часовници кои што го мерат отчекувањето на срцето или пак имаат апликации на телефонот кои што имаат истата намена? Секако, многу. Се повеќе и повеќе се развива и влегува и вештачко машинското учење и вештачката интелигенција и во медицината и во кардиологијата секако. Еве повторно од Мадрид, часовниците дефинитивно, мислам, не е проблем да се мониторира струјата, запис да се направи рекординг и тоа веќе неколку години го практикуваме со пациентите. Нели, за брза дијагностика, анализа и реакција за терапија. Меѓутоа веќе спомнам за нов девајс, значи нова апаратура која интегрира ЕКГ и шумови на срце и која треба да помогне во дијагностиката, нормално не во кардиолошките ординации, меѓутоа пошироко, зашто можно побрзо и тие пациенти да се јават на кардиолог и да го решат својот проблем. Кога да се направи првиот кардиолошки контролен преглед? Кај здрави млади или Кај здрави луѓе? Оние кои што спортуваат млади, секогаш нели треба да направат на помлада возраст, околу 20 години веќе е нормално да се почне во ординацијата дури и кај општиот лекар, ЕКГ и слушалка. Оние кои што имаат семејна историја на болест? Секако. Хиперхолестеролемија, прематурна болест, нормално млади луѓе кои имаат ризик фактори, секој пациент го адресираме индивидуално. Значи дебелина, инсулинемија, сите овие нови популарни заболувања на денешницата си бараат посебен аспект и ги интегрираме во проценка како треба да постапиме со пациентот. Доктор, ке ви благодарам многу што бевте денеска гостинка во Телма амбуланта и што појаснивте важни аспекти на редовните контролни прегледи на срцето, но и кога имаме некаков проблем што треба да се направи. Ми беше задоволство. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на Телма амбуланта. Ви благодарам што и денеска бевте со нас. Пријатно.